Македонија активно работи на откочување на евроинтеграциите, а државава е меѓу најдобрите во спроведувањето на реформите, зашто добивме потврда и од еврокомесарката Кос. Европската унија мора да не оценува по мерит систем, а билатералните прашања да престанат да бидат проблем за напредокот, бидејќи ако остане така, такви чекори во иднина ќе преземаат и други држави, порача шефот на македонската дипломатија Муцунски. Нашата посветеност кон европската интеграција треба да престане да се мери по капацитетот на одстапките на било која влада во оваа држава по однос на национални прашања. Ако така некој сака да мери нашата посветеност кон европската интеграција, тогаш тој не разбира што е европска интеграција. Европската интеграција е владење на право, европската интеграција е борба против корупција. И тука, како што каже и самата комесарка Кос, сме една од најдобрите, веројатно и најдобрата. Полноправно членство во Европската Унија е еден од главните приоритети и на Црна Гора. Нивниот министер за надворешни работи Ервин Ибрахимович, кој денеска во Скопје оствари средба со македонскиот колега, вели дека не може да има силна ЕУ без земјите од Западен Балкан. Секој ден изгубен на патот кон Брисел е загуба пред се на оние држави кои сакаат да се интегрираат во ЕУ, но губи и Европската Унија. И ќе бидам слободен да кажам, губи и светот. Денешните геополитички случувања не предупредуваат не само нас на Западниот Балкан, туку и сите дека на светот му е потребна силна и цврста обединета Европска Унија. Јас можам слободно да кажам дека не можеме да говориме за успешна европска приказна доколку во неа не се државите од Западниот Балкан. На својот европски пат Македонија ги има бугарските услови. Муцунски вели дека се во секојдневна комуникација со официјална Софија, но за жал нема позитивни повратни сигнали. Покрај за политичкиот дел Македонија бара разговори и за реализација на коридорот 8, но ниту на тоа поле официјална Софија не е расположена за напредок. Веќе подолг период работиме, за жал без позитивен фидбек од страна на Бугарија, за организирање на заедничка средба помеѓу мене, нашиот министер за транспорт Николовски и министерската за финансии Димитриевска Кочовска, заедно со нашите тројца колеги од бугарска страна, со цел разјаснување на состојбите и иднината на коридорот 8, бидејќи тоа е за нас стратешки и значаен проект кој што сакаме да се движи напред. По поднесените амандмани за нацрт извештајот на известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц, Муцунски вели дека се очекува позитивен одговор од Брисел, бидејќи парламентот традиционално е поддржувач на процесот на проширување. Според министерот, очекувањата и желбите се да бидат прифатени оние амандмани кои се одедствуваат со политичката и правна реалност.